Почитувани представници на медиумите, благодарам за вашето присуство. Почитувани, за време на изборната кампања се случија сериозни нарушувања и обструкции на изборниот процес, фрлајќи темна дамка на демократскиот амбиент кој е важен за спроведување на изборите. За прв пат во Македонија се случи убиство на човек кој активно учествуваше во изборната трка. Кандидат за градоначалник беше физички нападнат и заврши со пукнат череп. Беа забележани десетина случаи на искршени штабови на ВМРО ДПМН и на останатите политички партии. Беа забележани случаи на злоупотреби на полицијата, беше застанат од полицијата и без било каква причина малтретиран наш кандидат за градоначалник, а за време на изборниот период беа поднесени десетина кривични пријави на кандидати за градоначалници кои не се базирани на аргументи и факти и според наше видување се плод на политичка хајка и монтиран процес. Но она што навистина не загрижува се информациите кои ги добиваме од терен во последните 24 часа, посебно во текот на вчерашната ноќ. Имаме сериозни информации за нарушување на изборните правила, подкупување, злоупотреба на државни институции, активно мешање на државни ресурси за партиски цели. Вакви информации има на повеќе места низ Македонија, што укажува на системски пристап, а не се изолирани. Во Скопското Тавталиџи имаме сведочења како активисти кои се представуваат дека се од СДС и кои нудат пари за гласање на граѓани. Сумите се движат од 3 до 5.000 денари. Информации за директен подкуп. Во Крива Паланка имаме забележано случај на делење зејтин, кој што се изнесува од полициско возило, а за возврат се бара гласање за СДС. Во Струмица, од вчера вечер, во турското мало има 2 возила кои се на општината Струмица, а за кои нашите информации говорат дека одат од куќа на куќа, нудејќи пари за да се гласа за СДС. Роднина на висок функционер на СДС и носител на државна функција последниве денови буквално ги поминувал целосно во турското мало. Во Крушево забележано имаме случаи каде се нудат дрва за огрев, а за возврат се бара да се гласа за СДС. Во Кочани беше приведен наш кандидат за советник без било какви докази, без било какви аргументи, само со една единствена цел да се изврши дополнителен притисок. Стигаат мноштво на информации за злоупотреба на полицијата во насока на заплашувања, притисоци. Целта на оваа пресконференција не е да ги информираме СДС, затоа што очигледно тие се веќе активно вклучени во овие нерегуларности. Целта на оваа пресконференција не е ниту да ги информираме представниците на дипломатскиот кор и представниците на ОПСЕ и ОДИХР, затоа што тоа веќе го направивме, со сите детали и информации со кои располагаме. Целта на денешната пресконференција е да ја информираме јавноста, да ги информираме граѓаните, да не подлегнуваат на ова сценарио на СДС, кој е производ на стравот и нервозата од изборниот пораз. Во отсуство на реакција од страна на државните институции, ние како партија ќе се самоорганизираме со народни стражи, кои што ќе бидат гарант на демократијата и граѓанската волја. Тимови на партиски активисти на ВМРО ДПМН се на терен и сите нарушувања и прекршувања на изборниот процес ќе ги документираат. Сите овие нерегуларности говорат дека СДСМ е во огромна нервоза, свесни дека не можат да ја променат волјата на народот. Ова се чекори на очајни луѓе и луѓе во паника. Порачуваме дека сите нерегуларности, со сите нарушувања и прекршувања на изборниот процес, сепак убедливо ќе бидат поразени, нема да успеат да ја променат и победат волјата на граѓаните. Граѓаните на 15-ти ќе ја испорачаат последната порака дека е време за новата ера, а за сето ова што го прават, порано или подоцна ќе има одговорност и ниеден нема да биде поштеден за сите нарушувања и прекршувања на изборниот законник. Причината за предстојниот изборен пораз на СДС ќе биде погубната политика на Зоран Заев и неговите најблиски соработници, катастрофалниот пат на економијата, понижувањата на националните интереси, лагите, арогантниот однос, дволичните политики. Казната за сето ова допрва пристигнува. Благодарам.